Во тема на денот вечерва за цените и животниот стандард разговарам со заменикот министер за економија и труд Маријан Ристевски. Ристевски, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на сите. Добро вечер, добре најдов. Вчера заврши владината мерка за замрзнати цени и маржи на голем број производи. Маркетите и трговците веќе не се обврзани да ја почитуваат оваа одлука. Колку сте задоволни после 2 месеци од примената на оваа мерка? Па, од она што го кажува Државниот завод за статистика, ние имаме навистина едно умерено задоволство во однос на реализација на одлуката, односно беа тоа 2 одлуки, како што знаете, каде што имавме скалесто ограничување на бруто профитната маржа на 5, 10 и 15%, беа опфатени 102 групи производи или преку 1000 производи во сите маркети на ниво на Република Македонија. Мерката траеше, да не речем, скоро 2 месеци и во текот на вчерашниот ден со крајот на месец април и заврши самата мерка, така да првиот резултат кој го имавме Државниот завод за статистика, кој се објавува на 7 секој месец, го имавме на претходниот месец, извинувам, на 7 март за претходниот месец, каде што увидовме дека мерката дала одредени резултати, бидејќи во однос март во однос на февруари имавме дефлација од 1-2%, а во однос на цените на храната и пијалоците имавме 3% намалување, што значи тоа е солиден ефект од самата мерка. Наредните мерки конечни од мерката и одлуките треба да ги имаме на 7 мај, каде што ќе сметам дека ќе имаме уште ќе се следи овој пат, очекувате? Па, мислам дека дека ќе биде задржана инфлацијата на едно ниско ниво, исто и цените на поголема стабилизација на цените, некаде и намалување на цените. Верувајте да не биле овие мерки и одлука, ќе имаме многу повисоки цени во овој период, посебно кога имаме и големи трошења за време на Рамазан, за време на Великден, мајските празници и така натаму. Така да на некој начин ние го заштитивме животниот стандард на граѓаните во овој период и очекуваме да комплетниот резултат биде добар, а тоа ќе го покаже Државниот завод за статистика. Да, реално имаше резултати и ефект, тоа го почувствува и граѓаните и такви се и нивните изјави. Да, секоја се поделени, да речем, мислењата. Очекувањата на граѓаните се дека нема да останат цените на ова ниво, дека ќе следи повторно зголемување на цените во маркетите. Какви се реално вашите очекувања и која е пораката до трговците? Ние ќе ги пратиме и понатаму цените, значи со завршување на одлуките и мерките, ние не престануваме да ги пратиме цените, ќе ги пратиме преку Државниот пазарен инспекторат, така да ќе се прават анализи пред се на резултатите од мерката, ќе видиме дали имаме неприродно, да речем, покачување на цените понатаму и неприродно предизвикување на инфлација и намалување на животниот стандард. А знаете дека приоритет секогаш на оваа влада, се надевам и на бизнис секторот, треба да бидат граѓаните и заштита на нивниот животен стандард. Доколку утврдиме дека немаме нагло покачување, нема потреба да се мешаме во самата пазарна економија. Тоа е и логиката. Меѓутоа, ако видиме дека има навистина поскапување, неоправдано одредени производи, се имаме производи поврзани со светските берзи, нели? Како што се кафе, какао и некои други производи, тоа ќе следува мерки и понатаму кои што ќе ги предвиди владата, во која форма какви мерки ќе бидат, тоа ќе го одлучиме на некои од понатамошните состаноци пред се во Министерството за економија и труд, меѓутоа координирано со другите министерства, како што е тука Министерството за земјоделие, финансии и секако владата. Меѓутоа се размислувале за некои мерки кои што долгорочно би имале влијание со оглед на тоа да излеземе од оваа ситуација на неколку месеци, да замрзнуваме одредени цени, да замрзнуваме маржи. Има ли таков начин? Да, го размислуваме тоа, гледаме има различни како да кажам, одредени мислења од страна на јавноста, како тоа би се регулирало, ги земаме тука сте и вие медиумите, меѓутоа и бизнес секторот и стопанските комори, секако тука се и синдикатите нормално, Организацијата на заштита на потрошувачи и секогаш во однос на одлуките кои ги носиме, ги коригираме некогаш со цел да заштитиме животниот стандард.
Ние во претходниот период и донесовме некои мерки кои што ќе дадат некои резултати на подолг рок. Што очекувате да да е вие? интервенцијата во Законот за заштита на потрошувачи во однос на транспарентноста на цените и објавувањето на сите цени од страна на трговците на мало. Колку се почитува таа мерка и од трговците? секако, само да завршам мислата, и од страна на Комисијата за заштита на конкуренција, каде што почнаа да го имплементират оперативно Законот за заштита на конкуренцијата, каде се регулираат пак односите помеѓу добавувачите и трговците, а крајната цел е нормално и заштита на еден подолг рок на цените и животниот стандард. И тука Комисијата за заштита на конкуренција активно работи целиот овој период на терен, така да очекуваме да даде на еден подолг рок. Има за сега некакви резултати од тие контроли? Па има резултати. Има резултати. Оно што го барале како големи рабати, трговците во однос на добавувачите, сега и не е дозволено. Сега трговците и се охрабрени. Сите овие негативни, да речам, страни кои беа предвидени да бидат отстранени со новиот закон за нефратрговски практики, веќе не ги применуваат, доколку ги применуваат, ги пријавуваат во КЗК, КЗК одма уште во истиот момент постапува, казните се доста високи таму и секако Државниот пазарен инспекторат кој понатаму ќе биде на терен, додека беше мерката, имавме преку 600 инспекцијски надзори во маркетите, трговијата на мало, каде што имавме дури и забрана на дејност во однос на оној законски рок кој е предвиден во Законот за трговија, односно затворање на одредени маркети, имаше и секакови увозници, најчесто и дистрибутери на одредени земјоделски производи, овошји и така натаму. Го споменавте, ја споменавте обврската за задолжително објавување на цените на веб страниците на маркетите, тоа се направи со измена на Законот за заштита на потрошувачите. Имаше одредени реакции во јавноста од дел од одредени трговци. Колку се почитува оваа мерка? Ги воспоставија ли веќе овие стандарди за објавување на ценовниците? Па тоа е веќе озаконето, законска обврска и треба да ја почитуваат. Доколку не ја почитуваат, казните се од 500 до 10.000 евра предвидени во Законот за трговија е заштита на потрошувачи и мислам дека пазарната инспекција прави контрола и во однос на тоа. Мислам дека не треба да прави муавет дали се почитува или не треба да има дилема, бидејќи онаму каде што не се почитува ќе бидат изречени казни. Тоа е направено со цел да имаме транспарентно прикажување на цените, да можат граѓаните самите од она кога ќе отворат веб страната на самите маркети или трговијата на мало, да видат колкави се цените на одредени производи и на крај крајва тие самите за својот джеб да одлучуваат каде ќе ги трошат своите пари. Нормално граѓаните секогаш би одбирале маркети каде да имаме и пониски цени. Со тоа би се направила една многу потранспарентна конкуренција помеѓу маркетите со цел да има и едно подолго регулирање на цени. И овој уште е познат како израелски модел кој што дал на подолг рок успешност во регулирање на цените во трговијата на мало. Тоа го применува Израел, го применува Италија од пред 2 месеци, Хрватска од пред еден месец, помалку од месец дена и во Република Македонија. Во дел од овие земји веќе има и веб портали на кои што се прави споредба на цените. Да. Има еден веб портал кој што функционира на некаков начин кај нас и ова покажува едни драстични разлики во однос на цените. И веќе ви кажам пример, на 25 април објава, вели кромит во најефтиниот маркет се продава 36 денари, во најскапиот 43 денари. Компир 26 денари во најефтиниот, 75 денари во најскапиот. Зелка 49 најефтиниот, 85 денари во најскапиот. Лимон 94 денари во најефтиниот, 134 денари во најскапиот. Портокал, видите оваа разлика, 32 денари во најефтиниот, 105 денари зборуваме за килограм портокал во еден и во друг маркет. Колку оваа компарација и споредба на цени може да им помогне и на институциите да реагираат за почитување на законите? Па токму од транспарентноста во објавувањето на тие цени, идната просечна потрошувачка кошничка, која за прв пат после 13-14 години ќе ја пресметува една релевантна институција, тоа е Министерството за економија и труд, ќе ги зема цените токму од овие, да речам,
маркети кои што ги имат објавено од повеќе синџири маркети и ќе вади просек. Онаму каде што ќе гледаме дека има неприродно поставување на цени на рафтовите со големи маржи, таму и ќе се реагира. Меѓутоа, од друга страна, тој е еден добар увид на цените каде што граѓаните нормално можат да купуваат онаму каде е поевтино, а доколку граѓаните купуваат лимони, рековне 30 и колку беа портокал 32 денари и 105 денари. Па многу е поголема логиката граѓаните додат во маркетот каде што се 32 денари, така да од она пазарна економија и конкуренција транспарентно која се изразува во овој момент ќе може да се регулираат цените онаму каде што се поскапи, да ги намалат со цел да привлечат поголем број на купувачи, односно граѓани, а индиректно со тоа сето се заштитува и животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа, овие мерки нема да бидат единствени, размислуваме и на други решенија на подолг рок, така да откако во која насока се размислува? Па размислуваме да видиме дали повеќе би биле опфатени одредени групи на производи, на основни производи и така натаму. Нема да откривам се. Разработуваме различни анализи правиме и доколку утврдиме дека повторно има одредено покачување неприродно на цените на производите, ние ќе инсистираме со уведување на нова законска регулатива или промена на постоечките закони да направиме и други решенија кои ќе дадат ефект на подолг рок. Ја споменавте просечната потрошувачка кошничка која што ја најавувате. До каде е таа? Кога јавноста ќе ги знае деталите? Таа е веќе приближно готова и таа е работна верзија на просечната потрошувачка кошничка. Треба да помине уште неколку филтри. Тоа е едниот филтер е економско-социјалниот совет, каде ќе бидат прашани и синдикатите, таму се и работодавачите. Исто така ќе треба да помине и филтер во влада, меѓутоа ќе биде јавно презентирана пред граѓаните во Република Македонија. Целта беше да се направи институционална просечна потрошувачка кошничка, како што го има во сите држави во околината и пошироко. Релевантни ќе бидат замени податоците од Државниот завод за статистика, од транспарентноста на цените и од податоците на Државниот пазарен инспекторат, така да оно што ќе биде извадено како просек, како просечна потрошувачка кошничка за едно просечно македонско семејство, не ни е целта за да креираме јавно мислење или па да споредуваме со некои други синдикални или било какви потрошувачки кошнички, меѓутоа ќе биде релевантен податок да носиме исправни, правилни и релевантни решенија во донесувањето на идните економски политики, одлуки, промена на закони, што ќе го штитат животниот стандард на граѓаните во Македонија и ќе ја подобрат економијата во Македонија. Да, меѓутоа долг период веќе функционира кошничката која што ја подготвуваат синдикатите, која што е наречена минимална синдикална кошничка. Пошто таа ќе се разликува од оваа која што вие ја формирате? Видете, тоа е нивно право и добро е синдикатите да имат своја синдикална кошничка, како што е имат и нормално тие си имат одредени цели со тоа да постигнат политики и така натаму. Ние не ни смета нас синдикалната потрошувачка кошничка. Ќе биде поразлична, како што знам синдикалната потрошувачка кошничка, цените се замени само од еден маркет. Кај нас ќе бидат замени од повеќе маркети кои имат висока цена, средна цена на производи, како што прочитавте во споредба на цените и со хард дисконти со пониска цена на производи, меѓутоа ќе бидат замени цените и од регионалните синџери маркети, па и од зелените пазари во различни региони во Македонија, и од сето тоа ќе биде изваден просек. Со тоа ќе добиеме навистина една многу поприродна просечна цена која ќе биде релевантен податок, реален податок и ќе ни даде добра основа да градиме економски политики понатаму. Споредбата е илузорна. Нам ни треба кошничка за економски политики, нив му треба за други политички цели, тоа се синдикални цели, да ги речем. Меѓутоа имаше многу различни информации во јавноста додека се очекуваат деталите од вашата кошничка. Утврдено ли е конечно ќе биде просечно 4 члено или 3 члено семејство? Имаше различни информации од ваша страна, од страна на министерот? Видете, различни беа информациите, ние пуштивме еден пробен балон да видиме како ќе реагира јавноста и така натаму, со цел да направиме многу поиздржана просечна потрошувачка кошничка. Бруталната реалност во Македонија е од Државниот завод за статистика земана и од страна на последниот попис дека Македонија е 307
члено семејство. Меѓутоа ние еве, ако е тоа проблем, ние ќе ја пресметаме на 4 члено семејство. Тоа е се во однос на договор, како ќе се договориме, да ја пресметуваме со цел да извадиме порелевантен податок. Воопшто не е проблем тоа, меѓутоа проблем е да се внесуваат овошје, например, што не е карактеристично за одредена сезона, а се пресметува во синдикалната кошничка. Едноставно ние ќе го пресметуваме она овошје кое што е карактеристично за трошењето на една просечна македонска фамилија. Во сезона ќе бидат исклучени акцизните стоки во ова и така натаму, така да сето она што го имаме како релевантен податок од Државниот завод за статистика ќе биде земено во предвид. Сега ја гледам потрошувачката кошничка на синдикатите, она што јавно се објавува за граѓаните, нема толку детали кои што ги споменувате вие, акцизни стоки и такво, меѓутоа има храна и пијалаци. Па ја имаме ние структурата нивна како ја пресметува, таа е пресметана на времето пред неколку години од страна на 20 професори, тоа е господинот Тевдовски, мислам Никола Поповски, е направена на некои нивни статистики, видувања и така натаму формули, и тие си ја пресметуваат. Меѓутоа, ова ќе биде официјална потрошувачка кошничка врз база на релевантни податоци, формула како се пресметува од страна на релевантна државна институција, тоа е Министерството за економија и труд. Сега морам да ве прашам, последната нивна кошничка 62.691 денар. Имате ли некаква пресметка и какви се вашите очекувања? Во колкав износки се разликува со просечната на не би одел владата? сега со релевантни податоци, се додека не ги помини сите филтри, кошничката, се додека не се разјаснат овие, видете, таа нема да биде една за секојаш, да можеби ќе трпи и одредени промени, меѓутоа ние сакаме да имаме реална вредност таа кошница заради нашите економски политики понатаму, се во интерес на правилно заштитување на животниот стандард на граѓаните од една страна, а од друга страна да не ги нарушиме економските процеси во државата. Ќе се поврзува таа некако со просечната плата или со минималната во државата? Па видете, ќе се поврзува и со едното и со другото, меѓутоа оставете сега за брзо време ќе биде и помината низ тие филтри, ќе ја презентираме и вие како медиум ќе имате на увид. Ајде ги чекаме тие информации. Морам за крај да ве прашам, вчера беше меѓународниот ден на трудот, синдикатите излегува на протест, повторно побараа минимална плата од 500 евра. Колка ви се реалните можности за такво нешто и во кој период би можело да се случи? Па јасен е ставот на владата. 2 месеци ние имаме став изнесено поднос на тоа прашање, може би повеќе од 2 месеци. И тоа е и на еден од економските социјални совети, иако не беше, да речем, во полн состав поради репрезентативноста, меѓутоа учествуваат секаде синдикатите, посебно Сојузот на синдикати на Македонија или ССМ. Значи, она што ќе го договорат со работодавачите, ние ќе го испочитуваме како влада. Останува тие да се договорат и да кажат што е договорено за ние да го испочитуваме. Иначе, до тогаш има закон за минимална плата и тој го почитуваме како влада. И е испочитуван до сега. Докаде е таа процедура? Кога да очекуваме економско-социјален совет? Па се додека не се изброи репрезентативност, меѓутоа и да не се изброи, ние можеме да свикаме економско-социјален совет, бидејќи тоа е советодавно тело. Само во однос на гласањето би се намалил бројот на гласање, бидејќи организацијата на работодавачи има репрезентативност, тука се владините органи, меѓутоа тука учествуваат и синдикатите, сите синдикати. И она да го кажам, ние и покрај тоа што нема репрезентативност, транспарентноста е на многу високо ниво на оваа влада. Ние имаме редовни состаноци со синдикатите, имаме некојаш исти, некојаш спротивставени ставови. Едноставно ние треба да најдеме еден заеднички јазик и она што ќе го решаваме во иднина да биде во интерес на сите работници вработени во Република Македонија, а не да има ваков диспаритет како досега во однос на платите и во приватниот и посебно во државниот сектор, да во исти институции, на исти позиции земаат различна плата вработените. Сите ние очекуваме да се случи такво нешто. Пак ќе биде, верувајте, само со трпение и со еден квалитетен диалог и разговор со синдикатите, да пред се да го штитиме интересот на граѓаните, меѓутоа и државните интереси и економијата. Тоа е седничка цел интерес на сите. Ви благодарам многу за гостувањето во Тема на ден.